разговарamo, разборуваме со овој тон и со овој речник, мора да кажеме факти односно образованието и односно завршиле сметки во општина Битола. Факт е, што зборува и колегите, дека образованието во општина Битола е тука од 2 милиони. Исто така факт е, тоа што зборуваше колегата Тушински вие, дека ова стана збор за анализа на Светска банка која што правеше за овој регион. Во таа анализа на Светска банка, 2/3 од учениците во Република Македонија од средношколците на 15 годишна возраст се функционално неписмени. Тоа значи не знаат да читаат добро, не разбираат што им се зборува, многу имаат слаби резултати на математика и многу лоши стојат со природни науки. Тоа е резултатот на испитувањето од Светска банка за потенцијалот за идни работници кои што излезат на пазарот за работа. Тоа од друга страна би збројки кажано, бидејќи става збор за 15 годишни учењаци, ако земеме во предвид дека за помагање на локално ниво на власт 12 години, тие деца имале 3 години кога дошло да помагање. Тие како личности комплетно биле образовани во овој образовен систем кој што го има регулирано до вчерашната владеачка партија. Тоа уште еднаш го покажува катастрофалниот резултат од владењето на ДПМН во образованието. Сега го разборуваме за инвестиции во образованието, преди да ви завршите сметки. Неколку седмици на оваа тема, кога се расправа се зборува за училиштето во Лешево. Ако ја тргнеме аналогијата со автопатот Кичево-Охрид, цела средишното училиште, што е барак од 5 училници, не го направивте во Логовање. Последното вистинско училиште кој што е направено во општина Битола е новото училиште, така го викаме се уште денес, кој е Климент Охридски, кој што изграден 1989 година. Од тогаш наваму нема ново училиште. Никој овде не разговара за проблемите кои што ги има училиштето Ѓорги Сугарев, кој што имаме паралелки со 7 или 8 ученици, затоа што децата не ќе да учат, родителите не ги пуштаат да учат со ромското население. Тоа се сериозните проблеми во наследство кои што ни ги остави ДПМН од идното декадно владење. Тоа се факти. Значи не зборуваме приказни, зборуваме со факти, зборуваме со аргументи. И бидејќи според ДПМН ние сме трета највисоко растечка економија и сега некогаш во зависност од времето во Европа, некогаш во светот, ние треба, ако сме во Европа, треба да се споредуваме со Франција, Шведска, Велика Британија, Финска, Норвешка. Така не се мери. Така да ќе ве замолам следните пати, зборувајте аргументирано и како и на власт, и на локално ниво, не само на централно ниво, ќе ве замолам да бидете корективи во однос на нашето владење, а не во однос на бранење на ставовите кои што овој изминат период, повеќе од една декада, вие ги реализирате. Ако се кандидат да дојдете избори.